Македонската фудбалска репрезентација на најновата FIFA ранг листа забележа скок од 5 позиции и сега се наоѓа на 73-то место. Нашата репрезентација очекувано напредуваше на ранг листата по последните успешни резултати и сега е 73-та со 487 бода. Од противниците во нашата квалификацијска група за светското првенство 2014 година во Бразил, Хрватска е на 9-то место, Белгија скокна за едно место и сега е 19-та, Србија исто така напредуваше за една позиција и е 35-та, Шкотска падна за 2 позиции и се наоѓа на 66-то место, а Велс назадуваше за 3 позиции и сега е на 71-то место. Во топ 10 листата има неколку промени. Водичка е Шпанија пред Германија, Аргентина и Англија, па следуваат Италија и Колумбија. Португалија падна за едно место и сега е 7-ма, па следуваат Холандија, Хрватска и Русија. Завршниот Final Four турнир од регионалната АБА кошаркарска лига ќе се одржи во Белград. Одлуката е донесена по состанокот на првиот човек на лигата Роман Лисец со претседателот на Кошаркарскиот сојуз на Србија и градоначалникот на Белград Драган Джилас. Можеме да ги користиме бесплатно Пионир или Арена доколку АБА го плати осигурањето, што е вообичаено за вакви спортски настани, изјави Джилас. Финалниот турнир ќе се одржи од 25 до 27 април, а за сега сигурни учесниците се лидерот Игокеа и Црвена звезда. Тимот на МЗД Скопје аеродром ги загуби сите шанси за пласман меѓу првите 4 екипи, но има реални шанси да го освои 6-то место кое води следната година во кошаркарскиот Еврокуп. Првиот човек на Барселона Сандро Росел е обвинет дека во 2008 година профитирал од пријателски надпревар помеѓу Барселона и Португалија, кои неговата маркетиншка компанија Аиланто го организирала во Бразил. Против Сандро Росел во Бразил е покренато обвинение кое многу лесно би можело да го добие и најмалку посакуваниот епилог затворска казна. Обвинителите тврдат дека Аиланто Спортс, чиј што сопственик е Росел, била ангажирана да го организира контролниот дуел на Португалија и на Бразил без соодветен тендерски процес. Тужителите обвинуваат дека шпанците договорот го добиле благодарение на фалсификувани документи. Компанијата на Росел добила $4 милиони да го организира соочувањето во главниот град на јужноамериканската земја во Бразилија. Доколку биде прогласен за виновен, Росел, кој е претседател на Барселона од јули 2010 година, го очекува потенцијална 8 годишна затворска казна. Адвокатите на шпанецот во Бразил ги отфрлиле обвиненијата и ги нарекле неодговорни. УЕФА и ФИФА се загрижени од амбициозниот план и идејата која доаѓа од Катар, а која се состои во фудбалска лига на соништата, надпреварување во која ќе учествуваат 24 тима. Кралското семејство на Катар посакува да создаде конкуренција на Лигата на шампионите и да формира Дрим фудбала лига. Надпреварување која ќе се одржува на секои 2 години во Катар и соседните земји од Персискиот залив, а првиот турнир ќе биде организиран во 2015 година. Катарците ги сакаат најдобрите во светот, па се шпекулира дека понуда за учество веќе добиле Манчестер Юнајтед, Барселона, Манчестер Сити, Арсенал, Челси и Пари Сен-Жермен. Секој од клубовите за учество на овој турнир ќе инкасира по 175 милиони фунти. Челси, кој стигна до титулата во Лигата на шампионите минатата година, инкасираше околу 47,3 милиони фунти и според тоа разбирливо е зошто оваа надпреварување представува закана за УЕФА. Целта е да се има 16 перманентни членки на Лигата на соништата, а дополнителни 8 клуба ќе добиваат покани да се надпреваруваат на секој турнир. Позитивно мислење веќе изнесе Пари Сен-Жермен, чии собственици се токму од Катар. Се претпоставува дека позитивно на овој предлог ќе реагира и Барселона како и споменатите англиски тима. Со овој предлог ќе се изјаснат поедини клубови како Тотенхем, Њукасел, Евертон и Ливерпул само поради фактот што дополнително ќе се зголеми финансискиот јас со останалите клубови. Фудбалските власти од Катар во наредниот период ќе почнат официјални преговори со ФИФА и УЕФА, па останува да се види дали ќе биде одобрен ваквиот револуционерен потек. Но со оглед на фактот дека УЕФА зависи од големите клубови, а не тие од неа, можно е самите клубови да инсистираат на формирање на ваква лига поради големите финансиски бенефиции.